Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Евроамбасадорот Дейвид Гир ја посети општина Виница, при што се сретна со општинското раководство. Исто така имаше средба со представници на граѓанскиот сектор, а го посети и основното училиште Славчо Стојменски. Амбасадорот и шеф на делегацијата на Европската Унија Дейвид Гир ја посети општина Виница. При тоа оствари средба со градоначалникот Миле Петков, како и со членовите на општинскиот совет. Се разговараше за економските можности и природните потенцијали со кои располага општината, но и за финансиските капацитети за реализација на тековните проекти, при што посебен акцент беше даден на оние што се реализираат со подршка од Европската Унија. Евроамбасадорот Гир изрази задоволство од постигнатите резултати во развојот на локалната инфраструктура, како и во создавањето услови за економски развој во општината. This has included the very successful management of solid waste. Ова финансиска поддршка која што Европската Унија има дадено тука за проекти во Виница и исто така вклучува успешната реализација на самиот проект за третирање на цврст отпад и исто така за третирање на атмосферските води на колекторот на канализацијската мрежа кој што треба да се поврзе со главната пречистителна станица и исто така другите проекти што е финансиран од страна на Европската Унија е за обезбедување, тоест за добување на ромското население тука во Виница и се разбира и ред други проекти кои што Европската Унија ги има финансирана од кои што некои денеска ќе ги посетиме подоцна. Ке имаме навистина многу интересна размена, многу корисна размена на гледишта со општинскиот совет на Виница. Поразговараме за прашања кои што се од огромна важност со самите граѓани на општина Виница, меѓутоа исто така со општинскиот совет имаме можност да поразговараме и за геополитички прашања. Градоначалникот Миле Петков на средбата со евроамбасадорот Дейвид Гир изнесе подетелни податоци за степенот на реализација на одредени проекти во општината, како и за проблемите со кои што се соочуваат околу регионалниот систем за управување со отпад, односно изградбата на регионалната депонија во источниот и североисточниот регион. Стана збор и за други проекти. Тука би го спомнал и најновиот договор од програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија, а тоа е уредување на кеот на Градечка река која што поминува низ централното градско подрачје на Виница. Овие проекти се значајни за нас затоа што не само што се решаваат важни инфраструктурни проблеми на граѓаните, туку придонесуваме и кон развој на демократските процеси во самата општина. Во рамки на престојот во Виница, евроамбасадорот Дейвид Гир оствари посета на основното училиште Славчо Стојменски, а имаше и средба со представници на невладините здруженија на локално ниво. Дел од агендата е и дебатата со граѓаните на Виница на тема "Прашај го амбасадорот". Општина Кочани најавува иницијатива за збртимување со американскиот град Лајонс кај Чикаго. По правичните контакти се очекува градоначалникот на Лајонс да дојде во посета на Кочани. Општина Кочани информираше дека градоначалникот Љупчо Папазов се сретнал со Владимир Крстов, представник на градот Лајонс кај Чикаго во Соединетите Американски држави. Со него разговарал за иницијативата за збртимување на двата града. Со Крстов, кој по потекло е од Кочани, а живее и работи во Чикаго, првично биле разгледани можностите за соработка и спријателување на македонската со американската општина. При тоа најавено е дека се очекува наскоро во Кочани да допатува градоначалникот на Лајонс Кристофер Гети за да се реализира иницијативата за збртимување. Кочани веќе има потпишано договори за збртимување со десетина други градови од балканските и европските држави. Ова ќе биде прва за воспоставување официјална соработка со град од друг континент. До сегашните контакти со збртимените општини, односно градови, главно се на планот на културната соработка, преку размена на фолклорни и други здруженија. Тие учествуваат на фестивали и манифестации, што се организираат кај нас и во странство. Министерството за образование и наука информира дека во тек е исплатата на неисплатената финансиска подршка за основците и средношколците. Министерството за образование и наука информира дека паричните надоместоци по основ антикризна мерка за подршка на семејствата на основците и средношколците продолжува етапно да се исплаќа и во текот на оваа работна недела. Целосниот износ се исплаќа и се очекува процесот целосно да биде заокружен во текот на следниот месец. Од Министерството за образование и наука ги замолуваат граѓаните да бидат трпеливи,
бидејќи секој што ќе исполнува условите ќе ги добие предвидените средства. Минатата недела се реализираше исплатата на финансиската поддршка за месеците февруари и март за околу 13.000 ученици. Марина Гоцевска и Хилда Панов во библиотеката Искра ја реализираа работилницата за млади на тема Телото – наш идентитет. На интерактивниот настан присутните разговараа за тоа како стереотипите и медиумите влијаат врз самодовербата на личноста. На темата Нашето тело расте и се менува со текот на годините, но како да го прифатиме тој процес, во библиотеката Искра се одража работилницата за млади Телото – наш идентитет. На интерактивниот настан зборуваа магистер Марина Гоцевска, професор по предучилишно образование и воспитување, и магистер по психолошки науки Хилда Панов, професорка по македонски јазик и магистер по менаџмент во образованието и образовната политика. Работилницата, односно целиот проект е наменет за млади луѓе и за сите оние работници кои работат со млади, како наставници, младински работници, потоа стручни соработници, едукатори и така натаму. Целта на работилницата е како да изградиме позитивна слика за себе како личност, преку интерактивни активности да зборуваме за нашите тела, бидејќи секое тело е посебно и уникатно на свој начин, како влие околината и социјалните мрежи врз перцепцијата за идеално тело, за зајакнување на самодовербата и прифаќање на нашето тело како место во кое ние треба да се чувствуваме најудобно, најсрекно и најкомфорно. Работилницата се реализираше со поддршка на проектот Body Kind, меѓународен партнерски проект во рамки на Erasmus Plus програмата за млади. Проектот Телото – наш идентитет за прв пат се спроведува во Кочани, а планирана и дисеминација со цел да се обучат повеќе личности за темата млади. Во Општинската организација на Црвен крст Виница се одржа воредна крводителска акција по повод празникот на градот Павловден. По повод празникот на Општина Виница Павловден, во просториите на Општинската организација на Црвен крст се одржа вонредна крводарителска акција, која се реализираше со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Собране се околу 30 единици крв, што ќе бидат наменети за потребите на здравствените установи во државата. Мотото на реализираната активност гласеше "Биди херој, спаси живот". Традиционално веќе 10 години ја одржуваме, одзивот до сега е задоволителен, иако потребите од крв се повеќе и повеќе потребни. Имаме барања за крв и Кочани, и Штип, и Скопје, и овај прилика до вашата телевизија и до нашите крводетели да во наредната акција земат поголем одзив, затоа што во летниот период луѓето имаат навистина обврски и одмори и други работни обврски, меѓутоа кога сега ни е најпотребна крано во летниот период, ни е секоја капка и секоја флаша добродојдена. Граѓаните од Виница и понатаму остануваат меѓу најхуманите кога е во прашање доброволното крводарување, а тоа го искажуваат на редовните крводарителски акции што се одржуваат при крајот на секој месец.
Почитуваните, овие настаните што го одбележаа денешниот ден, следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.